Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Топката веќе не е на нашата половина, таа е во Софија. Тие треба да кажат дали ќе преземат стратешко лидерство во овие тешки времиња за континентот или целиот регион и иднината на граѓаните ќе ги стават во заложништво. Ова е порака од шефот на дипломатијата Бујар Османи, кој деновиве во неколку јавни настапи предупредува дека ако до јуни нема пробив во преговорите меѓу Бугарија и Северна Македонија, во иднина ќе има се помалку сила, енергија и храброст, кај кој било политичар храбро да се занимава со оваа тема. Дали ова е унисон владин став, вечерва ќе го прашам вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Ќе зборуваме и за размената на пораки на релација опозиција-власт на тема предвремени избори. Има ли околности под кои СДСМ би оделе на избори пред редовниот термин пролетта 2024? Какви се односите на социјалдемократите со ДУИ и со старо-новиот владин партнер Алтернатива? Пред интервјуто со вице-премиерот Маричич, реклами. Гледате 360 степени. Времето до јуни истекува, а состојбата во соседна Бугарија наместо да се избиструва, се повеќе се комплицира. Ова оценка пред се однесува на односите во владината коалиција предводена од премиерот Кирил Петков, од чиј внатрешен баланс на силите ќе зависи и дали ќе има суштинско поместување во евроинтеграциите на земјава. Преговорите со Бугарија се првата тема за разговор со вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добре не. Го цитирав шефот на дипломатијата во генералната најава, вели ние направивме се што можеше и не можеше да се направи, па дури во разговорите со Република Бугарија. Така што топката не е повеќе во наша половина, топката е во Софија. Прашав и во најавата и сега и вас ќе ве прашам, ова е унисон владин став или ова е став на шефот на дипломатијата? Став на секој министер е владен став, така што дефинитивно е унисон владен став. Можам да ви кажам дека во текот на разговорите, координацијата околу разговорите со Бугарија одела постојано на владино ниво. Значи немало до сега барем никој не настапил соло во тие разговори. Не, има содржина во оваа изјава. Прво дека топката е кај Бугарија, тоа би значило ние нашето сме го одиграле. Сега на нив е да го одиграат. Ако продолжувам да интерпретирам и преведувам, тоа треба да значи дека нешто многу содржински има на маса, нешто што вашата влада е подготвена да го прифати. Ние 100 дена веќе интензивно разговаравме со владата на Бугарија и тој интензитет не се намалил во ниту еден момент од овие 100 дена. Покрај оние работни групи, покрај она што го правевме за да има една разноликост во темите, да се покријат и други теми освен овие досегашните, и за да може да едноставно нашите односи не се базираат само на историските прашања или само на отворените прашања. Мислам дека имавме досега еден успешен процес кој даде резултати, која промени енергијата. За жал, она што се случи во минатата сабота во Битола дефинитивно влијаеше на атмосферата и сметаме дека не е чекор кој што го помага процесот, но ние не се откажуваме затоа што навистина вложивме многу труд. Се грижевме при тоа да бидат запазени нашите црвени линии утврдени во собранието со декларацијата усвоена од сите партии. Одевме на таа тенка линија на баланс меѓу заштита на македонскиот идентитет, јазик и сите обележја на народот и од друга страна интересот да ги почнеме преговорите. И има решение кое според вас? Не, нема решение се уште, инаку кога би имало би знаела и јавноста, би знаеле и политичките фактори, меѓутоа има напредна фаза од разговорите, како што споменал министерот Османи, во која што веќе имаме голем број од прашања кои што се јасно издискутирани, за кои што има можности и начини како да се И сега решат. се чека од бугарската влада да каже дали тоа нешто за што сте стигнале прилично далеко е прифатливо за нив. Се уште немаме никакви официјални документи за кои што би можеле да се фатиме и да побараме став. Тоа е размена на идеи и размена на ставови. Факт е дека очекуваме во Бугарија да видиме како ќе се развиваат односите таму и дали постои подготвеност од нивната влада
и од нивниот естаблишмент да се продолжи со По разговорите еден- за да се финишира. Да, по еден период во кој што премиерот Петков беше под жесток напад дури и на своите коалициски партнери, пред се има таков народ на Слави Трифонов и Бугарската социјалистичка партија на Корнелија Нинова, сега неколку недели е тивко на таа тема. Дали е во прашање договор меѓу нив дека ќе ја спуштат топката, дека ќе се обидат внатре прво да постигнат договор, тоа не знаеме и можеме само да предпоставуваме, но факт е дека немаше реакции дури и по последното интервју на премиерот Петков за BTV, кое што беше прилично содржајно и ете, ќе дозволам да кажам според моја проценка, на линија на креирање на атмосфера за симнување на ветото. Иако овде беше интерпретирано и на поинаков начин, ќе сакам и за тоа малку да дискутираме. Јас реков, ние навистина препознавме сериозно со страна на премиерот Петков и бугарската влада за искрено да се решат отворените прашања. Така и настапивме, ние под јасни услови настапивме во тие преговори, дека очекуваме да имаме еден сеопфатен документ во кој што ќе бидат опфатени обврските на двете страни, обврските и пред и по одржувањето на првата меѓувладина седница и инсистираме при тоа да нема никакви Кога велите сеопфатен допирања документ, грижите овде кај дел па и кај еврофили дел е дали тој ќе обезбеди процес кој што како велат, ќе европеизира, нема да го билатерализира нашиот пристапен процес кон Европската Унија до самиот крај на преговорите. Има елементи, се разбира, околу кои што сме дискутирали и не сме се согласували во овој дел. На тоа колку треба да биде оптоварен процесот на преговори со Европската Унија со овие прашања и на кој начин. Меѓутоа, токму тука е улогата и на Европската комисија и на комесарите кои што се заинтересирани за нашиот случај, тоа е комесарот Вархелји, високиот представник Борел, председателката фон дер Лајен, значи имаме комуникација со нив, тие се тие кои што го предлагаат текстот на преговарачката рамка, тие се тие кои што можат да предпостават кои од евентуалните прашања би можеле да им пречат на други држави членки и на нас, бидејќи ние треба во парламент да ја усвоиме преговарачката рамка. И тие се тие кои што треба да водат грижа и водат грижа да имаме успешно спроведување на тоа што би било или ќе биде договорено од една страна, а од друга страна тоа да не биде пречка за европеизација. Да, значи, ние немаме грижите... интерес да прифатиме билатерализација на овој случај и мислам дека тоа е дури и проширено помеѓу одредени држави членки кои што не сакаат тоа да го дозволат. Поедноставено, една од грижите, еве да речеме на доскорашниот вице-премиер Димитров е, дали историјата ќе биде поважна од борбата против корупцијата, да речеме во пристапниот процес. Поедноставено, една од грижите. Во ниту еден процес до сега на пристапување на било која држава членка не се случило да биде историјата поважна од борбата против корупцијата. На каков начин ќе обезбедите работата на билатералната историска комисија да биде издвоена од пристапниот процес? Тогаш би требало да влегувам во детали ако почнам да објаснувам кои се идеите околу тоа, но мислам дека има начин како да работата на историската комисија не биде директно врзана за сите роудмап и патокази што произлегуваат од преговарачката рамка, а сепак да биде важна во тој процес. Никој не очекува, ниту ние, а не верувам ни бугарската влада, дека развојот на преговорите ќе зависи од само од резултатите на историската комисија или дека тоа може да биде официјално спроведување на критериуми. Бидејќи тешко, за тоа немаме немаме право на ЕУ, а комисијата прави критериуми или услови само за тоа за што има право на ЕУ, мислам дека тоа е тешко изводливо, дури и да сака некој да го направи, тешко изводливо историјата да биде поважна од антикорупцијата во било кои преговори, мислам дека тоа повеќе така за јавноста. Едно од прашањата е исто така она за евентуално внесување на бугарите во преамбулата на Уставот на Република Северна Македонија и мислам дека е повеќе од очигледно дека намаса е една формула која што вели дека иницијацијата на уставните промени би дошла сега, може би на денот на одржување на првата меѓувладина конференција, а за окружувањето на тој процес кој што оди во 3 фази во нашиот парламент би било пред отворањето на првиот кластер или од моментот на одржување на првата меѓувладина конференција
во некаков период од година и пол до две. Но контратезите на тоа се дека тоа треба да се случи на самиот крај, а не сега во текот на процесот или малте не на почетокот на преговарачкиот процес, за меѓу другото да не се случува попат откако ќе се затвори прашањето за внесување на бугарите во уставот, утре на Бугарија да и текне да отвара нови теми во тој процес. Токму затоа реков, нашата примарна цел е да имаме документ во кој што ќе се јасно исцртани обврските. Колку и да бидат, кои и да се тие, кои што се заемно прифатливи за нас. Целта на тоа наше инсистирање е токму ова што вие го велите, да немаме нови барања во моментот кога ќе бидат исполнети определени сегашни барања, бидејќи ние имаме определени очекувања од тој процес и сме барале да бидат ставени во тој сеопфатен документ. Само би се навратил и би ќе направам паралела со Историската комисија. Историската комисија е структура која што треба да работи долгорочно. Таа покажа и во последниве 100 дена, да речеме, дека може да произведе резултати и дека тие резултати може да бидат корисни и за односите, и за образовниот процес и така натаму. Ние не сме чуле за резултати. Не сте чуле, меѓутоа сигурен сум дека во одредена фаза кога тие ќе решат членовите на комисијата да го објават, тоа што постигнале како резултати и како тоа понатаму ќе продолжи да се имплицира, мислам дека ќе биде добро за јавноста затоа што сите ќе сватат дека е тоа корисен процес, кога се прави со взаемно почитување, со интегритет. Зошто се калкулира тогаш ако има резултати? Зошто не се објават? Тоа ќе треба да разговарате со комисијата. Мислам дека сакаат да биде во одредена фаза која ќе има повеќе што да се објави, кога ќе, да речеме, кога ќе има повеќе усогласено со другиот тек на процесот. Но целта ми е ние тоа ќе го ставиме како, да речеме, ќе биде секако еден дел од процесот во градење на односите со Бугарија. Делот од протоколот што се однесува на уставот. Ние јасно кажавме дека содржински немаме проблем било која заедница да биде вградена во уставот, бидејќи веќе имаме повеќе заедници и таков е нашиот концепт. Меѓутоа сметаме дека пред почетокот на преговорите тоа не е ниту корисно, ниту возможно, бидејќи ние веќе еднаш го променивме уставот, не сметаме дека тоа треба да биде предуслов за почеток на преговорите, едноставно за тоа треба повеќе време и повеќе градење на доверба, за да ние имаме доверба дека тоа навистина ќе ги произведе очекуваните резултати. Затоа нашиот став останува дека тој процес треба да се заврши до нашето членство во ЕУ. Која точка ќе одбереме? Дали оваа која што вие ја посочивте како едно можно решение или некоја друга, тука се уште немаме завршена дискусија, меѓутоа мислам дека е важно двете страни да имаат доверба, бидејќи така беше и со договорот од Преспа, јасно беа утврдени чекорите околу ратификација на НАТО протоколот, околу нашето членство во НАТО и така натаму, се обидуваме да направиме таков механизам кој што нема да загрози ниту една од страните и ќе не стави сигурни во тоа дека во моментот кога тоа ќе биде завршено ќе го произведе потребните Рековте ефекти. делот од протоколот што се однесува на уставот, не откривте како се вика документот што го преговарате со Бугарија? Тоа е документ кој што може да биде протокол, може да се вика и поинаку, може да биде декларација, може да биде некоја измена на постоечкиот договор, меѓутоа мислам дека во таа насока се размислува да биде еден документ кој што ќе даде јасна слика во детали како и што ќе се тргне ветото и што ќе биде после тргањето на ветото. Важно ќе биде и каков ќе биде ставот на ВМРО ДПМН за ова прашање. Не знам дали може да зборуваме за јасно искристализиран став кај нив, бидејќи дел од нивните представници зборуваат дека ќе бидат и се против отворање на уставот заради внесување на бугарите. Една теза ја чув, македонскиот народ тоа не го поддржува. Втора изјава вчера дојде од лидерот на ВМРО ДПМН во која рекоа тие се против ако при тоа не дојдат гаранции за идентитетот и историјата. Сега вие и во актуелниот парламент, а веројатно и во некој иден парламент ќе биде таков распоредот на силите во кој што без гласови од едната или од другата голема партија тешко ќе се стигне до промена на уставот. Како ќе обезбедите 2/3? Прво, наша водилка во преговорите е секако
декларацијата која што усвои собранието, за која што гласаа сите партии. Таму сме јасно обврзани, дека ќе се грижиме и за идентитетот, и за историјата, и за се она што се главни обележа на македонскиот народ и генерално на државата, и ние преговараме врз основа на тој документ. Значи, ниту еден чекор или ниту едно решение што би се нашло во евентуалното решение што би го постигнале, нема да биде надвор од тој документ, и тоа го сметаме практично како еден вид мандат за разговори на владата со владата на Бугарија. Вие ќе сметате дека не е Мицкоски ќе интерпретира дека е, например, меѓу другото тој вели никакви вештачки фусноти за одредницата за јазикот, да речеме. Сега, ако решението оди на линија на рамката што ја нуди португалскиот предлог, таму секако ќе мора да има унилатерални изјави и од Бугарија и од Република Северна Македонија во однос на јазикот. ВМРО ДПМН може да го интерпретира тоа како вештачки фусноти. Видете, ВМРО ДПМН во секој момент може да најде причина да не го поддржи договорот од било која причина, дали од овие што ја кажува Мицкоски или некои други. Она што е битно јавноста да го знае, дека владата многу подобро се грижи за нашиот идентитет и за нашите интереси од изјавите на Мицковски. Многу јасно ни е што може, а што не може да има. Црвените линии се јасно дефинирани. Јазикот, македонскиот јазик за нас е едно од основните обележја на идентитетот и никогаш не би прифатиле ништо што може да го загрози. Една од тезите која што ја слушаме и од опозицијата, но и од представници на невладиниот сектор, дури проевропски делови од граѓанскиот сектор, се дека целта на Бугарија е да не бугаризира и како бугари да влеземе утре во Европската унија. Тоа звучи многу невозможно. Мислам, вака како што ова не е поедноставено, така зборуваат, така велат тие, дека целта е тоа. Како бугари да влеземе во ЕФТА? Мислам дека ние треба да влегуваме и сме влезени во овој процес со повеќе самодоверба, дека ние знаеме кои сме и што сме, и тоа не може ниту еден процес да го промени, особено не процесот на преговори со Европска унија, бидејќи целта на процесот на преговори е сосема поинаков и друг од етнизација или бугаризација или како сакате кажете го. Дали некој има замисла, некои структури во Софија или на друго место дека е тоа вистинската цел или поисточно, тоа не знам, меѓутоа ние сме сигурни дека тоа не може да биде ефект на преговорите. Прво, ниту една влада, ниту една држава тоа не може да го прифати, ниту од стартна позиција за цел на преговорите, ниту пак може тоа да се случи бидејќи свеста, идентитетот и да речам целата шареноликост на идентитетот на еден народ не се менуваат на тој начин, ниту може да се промени. Ние не сме нација која што е вештачки изградена за да може вештачки да се поништи. Така што јас мислам, барем јас, а верувам и сите останати, повеќето луѓе влегуваат во овој процес со самодоверба дека знаеме кои сме и што сме, и наш интерес е да бидеме држава членка на Европска унија како македонци кои говорат македонски јазик, а не како нешто друго. Да се вратам на појдовната теза на шефот на дипломатијата Османи дека се плашеот и по јуни ќе го нема овој ентузијазам што сега го има. Дали сте и вие на иста позиција? Видете, ние во старт рековме дека не се врзуваме за временски рамки и датуми, бидејќи тоа до сега не ни донесе никакво добро или никаков успех. Секако тоа не значи дека имаме бескрајно трпение за разговори и јасно ни е на сите дека како проаѓа времето, тоа ни се докажало и во спорот со Грција 2008 година кога прв пат добивме вето или во други случаи, дека времето што подолго трае, процесот ќе станува покомплициран. Тоа е факт. Секако сакаме да го искористиме француското претседателство и вториот мандат на претседателот Макрон и неговото лидерство и авторитет во Европската унија за да се обидеме да го затвориме овој процес. Меѓутоа, како што каже и премиерот, и тоа е став на владата, ние сакаме брзо решение, меѓутоа не избрзано решение. Решението мора да биде базирано на европски вредности, тоа значи дека не може да има, како што велите, етнизација или бугаризација или пак било што е надвор од европските вредности, веќе сепак Европската унија е и унија на вредности. И тоа не го кажуваме ние само од позиција на аналитичари или на граѓански сектор, туку и тоа е став на владата, дека ние од сам старт сме влегле свесни дека ова е процес кој што мора да биде базиран на вредности и затоа што повеќе чекаме, помалку ќе има решителност и енергија, тоа е јасно.
Дали се врзуваме за датуми? Не, меѓутоа добро е доколку успееме да го искористиме француското председателство. До крајот на француското председателство има уште два редовни совети за општи работи. Едниот, ако точно ги памтам датумите, е на 23 мај, а вториот е на 21 јуни. Во некои сценарија што зад сцената се слуша, дури 23 мај беше опција за евентуално оваа точка да се најде на дневен ред, но некако времето изминува. Тоа се помалку од 4 недели од денешниот ден во кој што ние разговараме. Предпоставувам таргет останува јуни. Видете, ние овие 100 дена максимално ги искористивме. Овие од кога е оваа влада, максимално ги искористивме во делот за разговори со Бугарија. Значи не сме губеле време за сега да бидеме исплашени од текот на времето. Она што е велам битно е дали ќе успееме да ги заокружиме разговорите од досегашнава фаза успешно или не. Тоа е прашањето. Ние секако сме подготвени да продолжиме таму каде што сме застанале. Нормално дека мораме да се грижиме за нашите интереси и за на крајот на криштата и за чувствата на нашиот народ, меѓутоа и за тоа што правиме понатаму. Наша цел е да ги почнеме преговорите што побрзо. Сигурно дека нема поважно и потешко прашање за ЕУ во овој момент од војната во Украина. Но од друга страна, зошто војната во Украина или руската агресија на Украина не успеа да ја возбуди ЕУ до нивото малку поангажирано да влезе во решавање на нашата блокада? Некако такво е чувството. Видите, имаше и други околности кои што можеби не допуштија, избори во некои држави членки и така натаму, меѓутоа не мислам дека Европската унија не се ангажираше. Прашањето е колку и што може да се направи. Онолку колку што може да направат европските институции и државите членки, мислам дека прават, бидејќи сепак не треба да заборавиме дека ова е билатерален спор кој што треба ние да го решиме заедно со Бугарија. Не е добро било кој да ни наметнува решение. Има луѓе и познавачи на состојбите во ЕУ кои што не веруваат во оваа теза и велат дека ако сака Германија, ако сака Франција, може да ја убедат Бугарија да го деблокира процесот. Јас сум сигурен дека има работи што не ги направиле, а може да ги направат. Меѓутоа сигурен сум и дека многу имаат направено за да убедат Бугарија. Не е тоа едноставно, така беше и со Грција кога имавме билатерален спор и тогаш се велеше ако сакаат можат Грција да ја притиснат, меѓутоа суштината е дека треба да имаме фер решение кое што ќе биде поддржано од двете страни пред се, но и од целата меѓународна заедница како што е договорот од Преспа и кое што ќе биде одржливо решение за двете страни. Не е целта само да инсистираме на притисок. Моето претходно прашање беше во овој затоа што имаше обиди во претходните фази и лани и предминатата година да го решиме спорот на таков начин со притисок од трети држави, за жал не успеавме. И тоа им е јасно на сите кои што биле вклучени во процесот или се обидувале на тој начин. Потребна е помош од пријателите и на ниво на ЕУ и надвор од ЕУ, кои што им мислат добро и на Северна Македонија и на овој регион, но примарно е потребен ангажман на двете влади и двете држави. Моето претходно прашање беше поврзано со следново, а тоа е дали дури во ситуација Северна Македонија да се согласи на компромис со Бугарија и да се деблокира оваа етапа од пристапниот процес, утре ќе се соочи со еден процес без крај, не затоа што Бугарија ќе ја блокира Северна Македонија, туку затоа што не гледаме функционален процес, функционална политика на пришување на ниво на Европската Унија. Дали е тоа можеби поголемиот проблем во даденава ситуација? Бидејќи ние сега таа тема не ја анализираме толку, фокусирани сме на блокадата од Бугарија, но утре, ако почне процесот, ќе се соочиме и со тоа прашање. Фокусот, мислам дека треба да не биде во моментот кога ќе почнеме преговорите, па и пред тоа. Фокусот треба да не биде како ние тука да се трансформираме на правилен начин и да ги искористиме можностите што ни ги нуди ЕУ. Значи и ИПА фондовите, и другите фондови за економска заздравување на регионот, и за зелените фондови. Мислам дека има во моментот сериозен фонд на средства кои што се на располагање на државите од Западен Балкан, значи нашите и кои што треба да ги поддржат реформите. Нашите реформи со европските пари и со парите од другите донатори треба да покажат промена на терен. Тоа е многу побитно отколку самиот процес на ЕУ. Самиот процес на ЕУ треба да го следи ова
И факт е дека трае подолго од вообичаеното. Јас на една конференција анализирав дека меѓу две проширувања во историјата на Европската унија обично имало 9 години. Од првото проширување во 73-та до денеска, од прилика 9 години имало меѓу секое проширување. Оваа година е 9-та година од последното проширување со Хрватска 2013 и уште немаме никаква идеја кога би било следното проширување, колку скоро може да биде. Самото тоа кажува дека има еден вид на криза во политиката на проширување и тоа не треба премногу да го кажем бидејќи е очигледно. Не, дали премногу и внатрешно се трошиме на таа тема ако не сме спремни да се соочиме со таа фактичка ситуација, бидејќи и ваши колеги велат дека луѓе кои што се со добри релации и кај земји членки и кај институциите во Брисел се соочуваат со прашање од типот зарем се уште верувате дека ќе влезете еден ден во Европската унија. Нема проширување на Европската унија. И јас не мислам дека е тоа така, доколку ние го прифатиме тоа како наратив, инаку секогаш имало таков наратив, дури и кога било прашање за источното проширување во 2004 година, имало наратив од некои кругови и во Брисел и во државите членки дека не треба да има толкава проширување на Европската унија. Западниот Балкан има јасна политичка перспектива со членство во ЕУ. Ние на тоа имаме право да инсистираме, бидејќи е наш интерес да бидеме во ЕУ. Имаме многу држави членки, предоминантен број, кои што веруваат исто така во таа теза. Сигурно има и некои кои што помалку или повеќе јавно коментираат дека не би сакале во скоро време или не во оваа форма да бидеме членки на Унијата. Но ние не го правиме тоа заради Унијата, го правиме за нас. Ние не сакаме нашите луѓе да се оселуваат во државите членки на ЕУ за да живеат на европски начин на живот. Нашата цел како држава е тука да се живее на истиот начин и тоа да го правиме со едно темпо кое што ќе не направи членка на ЕУ, а не да очекуваме дека со било која одлука, дали е меѓувладина конференција или било која фаза во преговорите, ако ние не се потрудиме повеќе, нема да има притисок во Брисел да се донесат никакви одлуки. Еве, имаме соседни држави кои што преговараат веќе 10 години, некои од нив се поуспешни, некои помалку успешни, меѓутоа сепак стојат пред нив крупни прашања, билатерални, безбедносни, како сакате, кои што не можат, се додека не ги решат, не можат да исчекорат напред. Значи, мислам дека е... Сакате да кажете дека нема причини кај аспирантките? Тоа сакав да кажам. Значи, ние сакаме да ги отстраниме сите причини од наша страна. Ние имаме случај кај што Србија преговара веќе 10 години, меѓутоа јасно е ставено до знаење и впрочем тоа е дел од преговорите решавање на прашањето за Косово. Ние исто така можеби и сме требале да ги почнеме преговорите и до сега, меѓутоа прашање дали ние сме одбиле да ни бидат ставени како што велите билатерализација или бугаризација во тој процес. Затоа е битно да наоѓеме решение за проблемите, бидејќи искуството од минатото е дека кога ги ставаме под тепих и не ги решаваме на време, тие стануваат со тек на време поголеми. Нашата блокада од 2008 година до 2018 за влез во НАТО ни предизвика големи проблеми, па и за почеток на преговорите со ЕУ, ни предизвика крупни проблеми дома и предизвика назадување. Ние како проевропска влада се бориме со одржување на реформите, темпото на реформите, нивото на демократијата и се она што отвореноста кон јавноста, се бориме да нема никакво назадување, за да не го преживееме повторно она 10-годишно назадување, бидејќи тие 10 години кога ние стоевме во место и одевме назад, други држави ги отворија преговорите и веќе преговараат. Има ли ризик за внатрешната политичка стабилност на мултиетничка Северна Македонија ако Албанија биде издвоена и сама почне преговори, а Северна Македонија остане блокирана? Ние сме биле одвоени до сега многу пати. Во разни комбинации сме биле и со Хрватска, сме биле и со Србија и Црна Гора. Тогаш почна и оној пристапен диалог на високо ниво кога почнаа Србија и Црна Гора, меѓутоа тоа не ја дестабилизирало државата. Мислам дека е најдобро да почнеме заеднички да преговараме, дека заеднички се подготвувавме со оние објаснувачки скрининзи пред веќе 2-3 години поминаа од тогаш и
сметам дека е најдобро за регионот и за нас и за Албанија да почнеме што поскоро заедно. Понатамошните импликации не би ги коментирал затоа што се уште не знаеме ни што ќе биде во јуни, ни што ќе биде декември. Наш интерес е да почнеме што поскоро. И сакаме заедно со Албанија да го почнеме овој процес, бидејќи сметаме дека може да биде тоа добро за двете држави. Дали треба да очекуваме поставување на појасен гард од јуни натаму ако нема деблокада од владата? Видете, ние, како што кажав, проаѓањето на времето нема да го помогне овој процес. Може само да го одмогне. Кога и да, каков и да биде исходот во јуни, ние ќе мора да понатаму да настапиме со еден јасен став и јасен план и во едниот и во другиот случај, и мислам дека тоа и ќе се случи. Во 2005 во декември, кога владата на СДСМ и ДУИ доби кандидатски статус, премиер Владо Бучковски, имаше препораки, претпоставувам и сценарија кои што беа разгледувани за брзи избори. Веднаш по добивањето на кандидатскиот статус, владата не се реши за такво прашање, иако рейтинзите одеа во нејзина полза и на следните избори летото 2006 година загуби. Дали кај вас постојат евентуални калкулации на таа линија? Деблокада, избори? Било која паралела со 2006 година не соодветна и со 2005 на она што е денес, бидејќи сме во многу различен контекст. Ова влада има јасен план до 24 година. Што и да се случи во јуни, во услови на многу кризи собрани во исто време и на едно место, и економската, и енергетската, и безбедносната, и онаа со цените, потребен е сериозен тим за решавање. Не ни се потребни предвремени избори во овој момент за спасување на било чија кариера, особено на лидерот на опозицијата. И затоа мислам дека тезата за предвремени избори е намерно пласирана од опозицијата, на секои 6 месеци се пласира. Ајде да пробам малку да додадам нијанси. Сакам да кажам, планот е во 24-та да има избори за околу председателската. Еве една предпоставка. Јуни има деблокада, има решение кое што вели дека уставните промени треба да се направат до отворањето на првиот кластер. Вие имате опозиција која што не се согласува со тоа, и што ќе правите, како ќе ги трошите тие 1,5-2 години до редовните избори во 2024 година? Апропо оваа тема за уставот? Ако има успех или ако нема успех? Ако има успех. Да. Ако има успех. Ако има успеха, треба да го менувате уставот и вие не можете ни првата фаза да ја поминете. Видете, првата фаза е секако подготвителен скрининг, не прво ова не е се уште првата фаза за во парламентот за гласање на уставните промени. За тоа ви зборувам. Да, може би има многу предпоставки во сето тоа, но веројатно тие сценарија треба да ги разработувате. Секако дека се ги разработуваме, јас можам да ви кажам еве и да има, како што вели, обратно да поставиме, и да има избори, а да има некој услов за уставни измени, тоа не е гаранција дека ќе има 2/3 ако има избори. Така што изборите не се врзани со двотретинското мнозинство. И, како што сами рековте на почетокот, ако добиете, нема начин, кога и да бидат изборите, нема начин било која од партиите да има сама 2/3 без поддршка од другата партија да ги комплетира уставните измени. И затоа мислам дека непотребно е да се врзуваат тие тези. Ако има договор и ако има успех, нам ќе ни треба и време, и енергија, и сила, и поддршка од собранието за имплементација на тој договор. А нема секако да биде време за избори. Така што мислам дека тој притисок за избори е само заради тоа што ВМРО-ДПМН нема друга идеја што би им понудила на граѓаните. Добро, тезата е дека вие сте неспособна, некапацитетна влада, по чие што владење економијата само тоне, фирмите се во лоша кондиција и така натаму. Во меѓувреме ги продолжувате старите навики на тендери во 4 очи и така натаму. Таа теза може би држеше до локалните избори, кога ВМРО-ДПМН немаше никаков дел од одговорноста во државата. Од тогаш натаму имаат 40 и нешто градоначалници. Мислам дека по-неуспешен градоначалник на Скопје никогаш не сме имале. Дека генерално сите проекти, тоа што воопшто се тера е од претходното време. Уличното осветлување во Скопје не функционира навечер, ако проверите. И мислам дека неуспешниот... Ќе кажат дека е
Поради владата. Неуспешниот обид за смена на владата во собранието во ноември месец, заедно со неуспешноста на градоначалниците на ВМРО ДПМН, им создава притисок да инсистираат на избори, бидејќи немаат што друго да понудат. Наспроти тоа, ние направивме темелни промени во нашето раководство како партија, имаме ново раководство, имаме нов состав на владата, кој што во 100 дена се справува со криза каква што не е видел светот во изминатите 70 или 50 години, да речеме. А рейтинзите на партиите? Рейтинзите на партиите варираат. И јас сум сигурен дека тогаш кога ќе има избори, во 24-та година, ќе победи владината коалиција. Какви ви се односите во владата со ДУИ, со алтернатива? На завидно ниво, одлични односи, одлична соработка. До сега во овие 100 дена немало никаков проблем. Се дискутира, се разговара и се решаваат прашањата и проблемите. Нормално нов состав на владата па има и овој период се искористи за привикнување. Мојата перцепција од она што го слушнавме од изјавите и вчера на премиерот Ковачевски, денес на вице-премиерот Груби, коинцидира, а тоа е дека стабилна владината коалиција, дека дава сите коалициони партнери даваат, а и Африм Гаши, претседателот на Алтернатива, излезе исто така дека е задоволен од учеството во владата, така што трите, да речам, најголеми коалициони партнери во владата изразија задоволство до сегашната соработка и изразија јасна поддршка на владата до крајот на мандатот. Дали СДСМ се чувствува подредено во оваа влада, бидејќи факта дека серија клучни ресори се во рацете на ДУИ? Владата не е поделена ниту на партиски, ниту на етнички принцип. Владата функционира како еден тим. Поделбата на ресорите, мислам дека е договорена уште во 2020 година, сега се направени мали корекции. Концептот е исто така договорен уште во 2020 година. Секој се чувствувал доволно комотно за да прифати и да влезе во таа коалиција. Мислам дека и СДСМ има многу важни ресори, и ДУИ има многу важни ресори, и Алтернатива има важни ресори, така што секој си има свој дел од одговорноста и секој има свој обврска да се залага. Можам да ви кажам дека на вистина и во претходните состави, меѓутоа особено сега владата функционира како еден тим без разлика на партиската припадност. Тоа се гледа и на седниците на влада и во носењето на одлуките. Дали сте вие вклучен во барањето макрофинансиска помош од Европската унија за буџетот во дадените околности, бидејќи нели владата соопшти дека беше задолжено Министерството за финансии да го активира тој инструмент? Колкава сума бараме? Тоа ќе оставам на министерот за финансии да коментира, бидејќи тој ги знае деталите. Ние Зошто никој не сака да каже? И Битичи беше овде и тој не сака да каже што е проблемот. Колку пари се бараат од ЕУ? Нема никаков проблем. Од ЕУ барам, не прашувам за вкупно колку пари ќе се позајмуваат сега на... Мислам дека е најдобро кога ќе биде целиот пакет договорен да соопшти министерот за финансии или премиерот, ќе видиме како... И точно е дека дел се грант, дел се неповратни средства, дел се кредит или... Има повеќе елементи тој пакет, не би сакал да влегувам во детали, меѓутоа ќе правиме се за да добиеме потребната помош од Европската унија, затоа што преку 200 милиони евро од нова година до денес вложивме. Има сигнали некакви каков ќе биде одговорот? Во одмината фаза се разговорите и се надам дека се ќе биде како што очекуваме. Се случи една чудна, ненадејна, ненајавена, неочекувана смена на едно директорско место во Македонска пошта на предлог на владата до надзорниот одбор на пошта. Остана необјаснето зошто се случи сето тоа. Дали ќе има и други смени на директорски места на јавни предпријатија? Значи во овие 100 дена им беше пружена шанса на сите и досегашни директори. Дел беа заменети, дел сега во овој период се менуваат. Она што можам да ви кажам е дека и владината комисија за именување, меѓутоа и кабинетот на премиерот има еден посебен секретаријат кој што се занимава со ефикасноста и
како да кажам, и колку ефикасно и ефективно работат и јавните предпријатија и сите владини агенции, и врз основа на тоа и врз основа на законската процедура треба да се очекуваат смени и во наредниот период. Кај вас тимот во СЕП колку е екипиран? Државен секретар немате уште? Државниот секретар доаѓа во вторник, имаше процедура во која што градоначалникот на општина Тетово не сакаше да потпише спогодба подолго време, за да може да ја превземаме идната државна секретарка, и таа процедура е конечно завршена. Тоа беше проблемот. Во другиот дел? Во другиот дел сите преку 100 и нешто луѓе имавме средби. Јас имав средби со посебните сектори, имаме редовни подготвителни средби поврзани со преговорите. Сега нивото, ако ме прашувате за преговорите, подготвуваме документ кој што многу брзо треба да се најде на влада, кој што согласно новата методологија прави измени на оној документ усвоен 2019 година од владата, и очекуваме во наредните 2 недели, 3 недели максимум, во текот на мај, еве така да кажам, во текот на мај да се најде на седница на влада. Тие групи веќе функционираат на одредено ниво, не така структурирани како за преговори, меѓутоа имале и претходно средби, функционираат подкомитетите, еве денес имаше подкомитет за иновации, исто така функционираат секторските работни групи за ИПА, нешто што е функционираат на едно пополитичко ниво, бидејќи јас се вклучив во работата на сите секторски работни групи и ги замолив сите министри да бидат вклучени, бидејќи донаторите бараат посериозен политички инпут каде да одат приоритетите на реформите, односно како да ги усогласат реформите со донаторските интервенции. Наредната недела имаме голема донаторска конференција по прв пат после години, на која што ќе собираме сите донатори во државата, на иницијатива на СЕП и на вице-премиерот Битичи и министерот за финансии Бесими. Ги собираме заради што? Заради координација? Заради подобра координација и во секторските работни групи, и како да бидат поусогласени фондовите од ИПА со билатералните фондови од билатералните донатори. Нешто што долго време го бара донаторската заедница кај нас. Да. Добро, еднаш да почнат преговорите, па ќе зборуваме за капацитетот и за Верувате дека нема човек кој што е позаинтересиран од мене да се зголемува капацитетот постојано на целата администрација, особено на секретаријатот за европски прашања. За жал, заради ситуацијата и седењето од 17 години во чекалната, многу луѓе квалитетни се заминати од секретаријатот, но има исто многу квалитетни луѓе кои што се таму. Јас можам само да ви кажам дека и во овој период неколку луѓе од други институции кои што некогаш работеле во секретаријатот се вратија, и јас ќе продолжам со тоа да ги зајакнеме човечките капацитети, да се организираме подобро во пресрет на евентуален почеток на преговорите и да ги искористиме ИПА фондовите што повеќе, тоа да биде видливо за граѓаните. Тоа е многу важно, да видат граѓаните дека што значи Европската унија во нивниот секојдневен живот. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам на поканата. По паузата е саботажата. Сосема неочекувано со оглед дека тоа воопшто не им влијаело на семејниот буџет. Пензионерите кои добија по 1000 плюс за 3 месеци изгледа имаат намера да ги вратат во знак на револ дека тие 50 евра, како што самите тврдат, ама баш ништо не им значат. Нема тука ни за струја, нема ни за вода, нема ни за телефон, нема ни сите тие завачки што ги даваме. Ако тие ги вратат во буџетот, тогаш можеби ќе се покрие разликата од 6% која бараат наставниците или администрацијата. Се разбира, доколку нивните синдикални лидери успеат најпрво меѓу себе да се договорат дали нивните членови бараат поголеми плати или ги подготвуваат за учество на квиз, за знаење или на среќа. Владата е банкарот, а Јаким Неделковски е како Лила Филиповски и кажа понудата важи или не важи? Па ќе го смениме. Квизко пита горење на граѓан. Во познатата квискотека имаше и игра на детекција. Во неа сигурно би прошла скопската градоначалничка.
На неа може да и се припише и да се стави плюс за несебичната посветеност за развојот на Скопје, кој може би малку бил во застој, но оправдан, бидејќи таа со сите сили се трудела да го пронајде ќосето. Го баравме, навистина 2 месеци се обидувавме да го пронајдеме каде е ставано, дури кружа некои гласени дека може би е размонтирано или што ја знам, значи да не се грижат, пронајден е споменикот во добра состојба во овој момент. Навистина се гледа кој е вреден и ангажиран од иако е за пример, а нејзиниот претходник му требаше скоро половина година од мандатот да го тргне и тоа цели 2 години по смената на власт. Токму поради таа очигледна неспособност сега некој може да си дозволи да си прави компарација со карактерот на владењето. Знаевме, општо беше познато, дека вашиот претходник не беше баш склон кон работа, не беше воркохолик, што ви рекле, беше друг холик, друг тип на холик. Постојат чокохолици, смарт-холици, травел-холици, но определувањето на типот на холик е прашање на професионална култура, како што се претпоставува дека треба да се очекува и од политичари, кои со своето однесување креираат и надградуваат стереотипи. Они повторно на еден најпримитивен, на наједен селјачки, бугарски начин пристапуваат во политиката и во односите со Македонија. Нема ништо друго. И ти со такви луѓе ќе се договориш. Не можеш да се договориш. И на крајот, договор е можен и потребен, градски или селски, но само ако тој не е предмет на манипулација. 6 часа подршка за 16 жигосани политички затвореници, чишто единствен греф е што ја сака и ја сакаат Македонија, како и за судбината на патриотите кои што стана предмет и примерна за евата страхов влада. Што ќе ви се случи ако сте за Северна? Тоа е и основата на приказката, да не се лажеме. Основата на приказната за среќа или за жал не е Северна. Оти да не се лажеме. Тогаш, малку повеќе од Македонија, се сакаше тој што сега токму за неа, со носталгија зборува и ја брани од Унгарија. Со ова завршуваме. Благодарам што бевте со нас. Ќе се видиме повторно в петок во 22.